Кривична пријава против кочанчанец кој нелегално чувал производи за заштита на растенија кои се забранети во Македонија поднесе Државниот инспекторат за земјоделство. Кај него се пронајдени едно пакување од 16 литри Тренд 20 и 9 пакувања по 60 грама кракс со турска декларација, производи кои ги нема на анекс 1 листата, односно на листата на производи со активни супстанции кои се одобрени за користење. Ова се производи имитации на веќе постоечките и легални препарати, но земјоделците од Кочанско во голема мера ги користат нелегалните при одгледувањето на оризот, велат оние кои се занимаваат со проблематиката на употреба на хербициди во земјоделието. Вистинско чудо е што досега е фатен само еден земјоделец, бидејќи повеќе од 60% од вкупната употреба на хербициди во оризот завземаат хербицидите увезени на црно од Турција. Меѓу познавачите веќе одамна се зборува за црниот пазар и нелегалниот увоз на препарати кои потоа се продаваат на црно помеѓу земјоделците. Ова не е ништо ново, сметаат тие, со оглед на ниската цена, која очигледно кај повеќето земјоделци и оризопроизводители е клучен фактор за да се одлучат за ваквите производи. При тоа, свесно или не, тие и наштетуваат на целата околина, и на растенијата, но и на луѓето, поради супстанциите кои ги содржат. Во Македонија од секогаш била присутна појавата за увоз на препарати на црно, кои што оделе во нелегална продажба, меѓутоа ради цената самите производители се лажеле, би рекол, и би оделе да купуваат поевтини препарати, односно непроверени или препарати кои што не даваат резултат, или па препарати кои што понатаму штетно делуваат врз самите растенија и на крајот штетно делуваат врз луѓето. Во Кочани и Кочанско последните 2-3 години би рекол дека зема замав масовна употреба на хербициди, пред се за заштита на плевелот, на оризот од плевелот. Во законите на Европската Унија стои дека сите препарати и производи кои се пуштаат легално во продажба не смеат да бидат штетни за здравјето на луѓето, потоа не смеат да делуваат штетно врз растенијата кои ќе бидат третирани и да не предизвикуваат надворешни промени како сушење, прегорување и уништување на плодовите. Република Македонија, како аспирант за членство во Европската Унија, настојува да ги почитува овие закони, па на пазарот се наоѓаат само проверени производи за заштита на растенијата. Но повеќе од половина од легалните и проверени производи годинава останаа на рафтовите во земјоделските аптеки и во магазините кај увозниците. Тие препарати производителите ги знаат под имења Тренд, Русо, Кракс, Сигма и некои други, меѓутоа овие често и најмасовно се употребува. За успехот од делувањето на овие препарати, производителите самите знаат дека предизвикуваат ожеготини, успорување на вегетацијата кај оризот, намалување на приносот. Меѓутоа пак ќе кажам дека едини услов што ги зима беше цената која што е поевтина во однос на оние хербициди кои што се легално увезени. Користењето на овие хербициди, како што предупредија познавачите, веќе даваат негативни резултати. Дел од оризопроизводителите се жалат на намален принос и лош квалитет. Инаку, нелегално поседување, односно чување на забранети производи за заштита на растенијата, кои се пласираат на пазарот и употребуваат, како и нивни активни супстанции кои се вклучени во производот и не се одобрени на територијата на Република Македонија, е спротивно на Законот за производи за заштита на растенијата и спротивно на член 232 од Кривичниот законник, неовластено производство, постапување и промет со опасни материи или нивни отпадоци, опасни за животот или здравјето на луѓето или за животинскиот и растителниот свет.